10 пациенти, мислејќи дека се во живото загрозувачка состојба, без потреба биле оперирани и третирани. Ова е правичната оценка на интерната комисија формирана од Министерството за здравство, која анализираше случаи на кардиохирушки интервенции доставени до нив од поединци и болници. По 3 месеци од објавата на интервентниот кардиолог Сашко Кедев, дека во приватни установи во сала внесуваат луѓе без потреба од стентирање и операција за профит, комисијата излезе во јавност со досега сработеното. Од досегашните пријавени случаи, ние заклучивме дека за поголемиот број од нив имаме неправилно упатени и неправилно оперирани пациенти. Кога ќе завршиме со се, ќе побараме комплетен увид во медицинската документација која што подразбира уште малку подлабоко навлегување во проблематиката за секој поединечен проблематичен случај. Тоа значи е првично на основа на што можеме сега да изработиме и заради тоа излеговме пошто знаеме дека е голем интерес на јавноста. Од интерната комисија вела дека во овој момент не е етички, коректно, ниту правно издржано да кажат за кои здравствени установи станува збор и каква била состојбата на пациентите. Следува и втората фаза со странските експерти. Втората фаза е заедничка работа, средба со тројца експерти надвор од нашата држава, која што при тоа, после завршувањето на анализите од страна на нашата стручна комисија и надворешната стручна комисија, исто така ќе имаме пресконференција со конечен извештај и ќе видиме дали ќе се утврдат тие истите 10 случаеви и од таа страна на таа комисија. Членовите на интерната комисија досега анализирале доставени случаи до нив. Во следниот период ќе прават анализи на лице место во државни и приватни установи каде третираат кардиоваскуларна патологија. Во комисијата има членови и на Фондот за здравствено осигурување. Во основа ќе ги добиеме извештаите назад и ќе направиме дополнителна контрола на тие извештаи. Ја веќе спомнав дека во два сектори каде што работиме со приватни обезбедувачи, диализа и кардиохирургија, многу брзо ќе имаме воспоставено и критериуми за контрола на квалитетот, не само на квантитетот на услугите. И додека министерот за здравство вели дека извештајот не е конечен, од СДСМ реагираат и бараат објавување на имињата на сите инволвирани. Објавување на клиниките кои се вклучени во процесот. Објавување на сите поединци кои носеле одлуки за операциите, комисии, конзилиуми, лекари, управители. Активирање на јавното обвинителство, ДКСК и финансиската полиција, бидејќи постојат сериозни индиции за коруптивна вертикала, за недозволено упатување на пациенти и за незаконско профитирање. Интерната комисија разгледувала 25 случаи, од кои 6 ги препратиле до Државниот санитарен и здравствен инспекторат, бидејќи не биле надлежни за тоа. Сања Димитровска, Сител телевизија.